Секогаш интересен за јавноста, меѓутоа и секогаш многу вреден и многу амбициозен, работлив и секогаш со нова песна. А токму денес во фокусот неговата најнова песна "Пуста печалба", меѓутоа и за турнеите надвор од државата. За тоа какво лето го очекува младиот, талентиран, амбициозен македонски пеач Александар Темелков, дознаваме нешто повеќе во продолжение. Александар, многу ти благодарам што ете конечно и во утринската на телевизија Алфа ќе проговориме малку повеќе за најновата песна "Пуста печалба", меѓутоа и за развојот на твојата кариера, која што јас секогаш велам дека е во постојан ек. Како си ова утро? Благодарам, поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија, ти благодарам за овозможеното гостување и промоција на мојата најнова песна. Благодарам одлично, како сте вие? Одлично сме и ние. "Пуста печалба", Александар, излезе пред само некој месец. Како се создаваше песната, колку се разликува од се она досега твое сработено, ти во текот низ годините создаваш музика и тоа многу ме радува што создаваш македонска музика и се она кое што тебе ти лежи. Како е прифати публиката "Пуста печалба"? Па одлично, како и секоја моја досегашна песна. Значи, оваа песна ми е, да речем, прва печалбарска на таа содржина, малце разликува од останатите. Значи, песната е создадена според животна приказна и мене ми е многу драго заради тоа што се опишува како еден татко оди на турнеја и ги остава своите деца да бидат сами со мајката, така да во тој процес некако и се пронајдов сам себе, заради тоа што јас сум нонстоп одсветен од Македонија, значи нонстоп сум се настапи по Европа и така да решив да направам една таква добра печалбарска песна која што верувам ќе се пее сегде каде што ќе настапам. Така, може би веќе и се бара "Пуста печалба", како помина останатите песници, некако секоја година си вадиш по некоја песна. Ги бараат ли твоите песни на твоите настапи? Ете и во Македонија, меѓутоа ти настапуваш и ширум светот, во европските земји. Па да, морам да бидам искрен, значи неколку од моите авторски песни на вистина ми ги бараат, како што се "Свадбарска", "Ахмори Магде", "Птици летајте", "Жта тиквешка", значи некако тие моментално највеќе ми ги бараат, но секако знаат одредени гости да ми ги побараат и оние кои што помалце некако луѓето ги препознаваат и се надам дека со тек на времето и тие песни ќе си го добијат своето место каде што заслужуваат да бидат. Александар, колку е предизвик создавањето на македонска музика и конкретно на македонска песна, како се одвиваше процесот, со кого се соработуваше конкретно можеби за "Пуста печалба"? Значи за "Пуста печалба" соработката ми е со господинот Стојан Лазаровски, значи он ми е 90% автор на сите мои текстови. Така да ми е посебно драго што неговата животна приказна ја опеавме во една многу добра и квалитетна песна. Аранжман беше Славко Ристевски, музика беше Оливер Григоров, така да е една одлична соработка, една одлична песна. Пред таа песна, еве веќе кога зборуваме за новитети, ја снимав песната "Ирлија куме" во соработка со нашата позната пеачка Благица Павловска, една одлична песна која што навистина прави бум на сите мои настапи. Да, токму така те видовме заедно со култната Благица Павловска. Има ли на повидок некој нов дуел, како соработуваш со колегите од естрадата, како те прифатија? Несомнено ти веќе си се позиционираше на македонската музичка естрада и си го одиш својот пат, меѓутоа каква е соработката ите со колегите? Па да ти кажам, одлично, највеќе во комуникација сум со Благица Павловска, така да многу наскоро може да очекува публиката нешто ново заедно од нас, ново, значи не старо, така да се надам дека ќе направиме бум. Во преговори сум да направам еден голем солистички концерт тука во Скопје во Македонска филхармонија, па се надам дека крајот на оваа година ќе успеам да го реализирам сето тоа заради тоа што потребни се многу нешта во овој процес на реализација, но се надам дека ќе успеам се да направам и конечно да го реализирам мојот прв солистички концерт после 10 години успешна кариера.
Убава амбициозна цел, јас ти посакувам да ти се уствари, знаеш дека сум постојано твоја поддршка. Постојано ги споделуваш своите настапи со сите оние кои што те следиме и ти на социјалните мрежи. Можеме да видиме дека ќе имаш навистина богато лето, каде се ќе можеме да те слушаме како во државата, меѓутоа и надвор од неа. Како оди соработката со другите земји? Често пати те гледаме во Германија, во Швајцарија, можеби на сите оние настани кои што ги организира диаспората и нашинците таму? Па, генерално повеќе сум фокусиран по европските земји, но секако кога сум тука и во Македонија сум навистина многу со обврски и со настапи, така да се надам дека во скоро прилика ќе имам повторна можност на моја втора турнеја во Канада, заради тоа што веќе народ почнува повторно да ме бара, така да се надам дека и во скоро време повторно ќе имам успешна турнеја во Канада. Да, имаше веќе една турнеја во Канада, се размислува ли за турнеја во Австралија, можеби една од посакуваните дестинации за македонските музичари? Па, јас навистина имам желба, но засега уште сум немал конкретна понуда, имав понуда за во Америка, но ете, сплет на околности, превише обврси не ми одобрија америчка виза, но сепак јас сум се уште млад, се уште има време на тоа поле, значи да ме има и по Америка и по Австралија, така да се надам дека и во скоро време и сето тоа ќе се реализира. Така, ти си навистина многу млад и секако допрева ќе следи екот на твојата музичка кариера, меѓутоа си приватно исполнет секако, тука е синчето Мите, на кое што постојано му посветуваш внимание и можем исто да го видиме и на социјалните мрежи. Како балансираш помеѓу работата, помеѓу професионалното, приватните обврски со семејството секако? Па генерално стоам добро со се, значи успевам да постигнам се. Иако мојата работа е навистина напорна, каде што не можеш така често да бидеш со детето, но кога имам време да сум со него, максимално го посветувам тоа време само на него. Така, Александар, што ќе ги посоветуваме сите оние млади кои што имаат желба да се занимаваат со музика, да започнат со музика, ти започна од музичките талент шоу, а колку тоа придонесе за можеби да те препознаат, да те дознаат, секако тука е клучен талентот на доградбата, ти не престана да работиш секако на музички план, меѓутоа да се појавуваат на таквите случувања. Па јас мислам дека треба, заради тоа што генерално така можат повеќе да дојдат до израз, значи да се запознаат сите таленти. Секој кој што има желба треба да биде упорен во својата цел, заради тоа што ништо не оди преку ноќ, значи мора напорно да се работи да дојдеш до некој ниво и секако да го задржиш. Токму така и постојано да одиш напред на својот пат и својата цел. Летово ќе се случуваат и многу музички доживувања и фестивали во Македонија. Има ли на повидок нешто најсвежо каде што ќе те гледаме и што е следно на агендата и така да заокружиме? Па оваа година решив да не учествувам на ниеден фестивал заради тоа што имав доста напорна турнеја, значи многу настапи, значи малце ги намалив и настапите тука во Македонија заради тоа што едноставно сакав и да посветам внимание на детето и малце да си посветам внимание сам на себе. Но секако јас сум расположен за секаков вид на настапи, еве сега август имаме навистина многу настапи, така да се надам ќе продолжам и до крајот на оваа година со успешни настапи и појавувања низ цела Македонија. Сакаат ли македонците во диаспората македонската песна? Расположени ли се за македонските музичари кои што често пати им гостуваат и ги бараат токму таму? Апсолутно, значи можем слободно да кажам дека секаде каде што сум отишол во низ светот, секаде сум бил одлично прифатен, преполни настапи, полни со енергија, со забава и така да ќе продолжам се дури ме служи здравје и живот да создавам и да збогатувам македонската народна музика. И јас ќе ти го посакам сето тоа, многу здравје, убав живот, секако музички, на музички план, убава музичка кариера, да продолжиш и понатаму да ни создаваш убава музика и да ни ги развеселуваш нашите музички веселби, прослави и фестивали, како во Македонија, така и надвор од неа. Телевизија Алфа останува секогаш твоја поддршка.
Ви благодарам од срце, голем поздрав и се надам дека ќе се видиме повторно во скора прилика со моја нова песна.